Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Никола Груевски не може да се помири со реалноста дека одамна не е премиер. Груевски целосно ја игнорира реалноста, затоа што знае дека премиер никогаш повеќе и не може да биде. Секојдневно промовира владини проекти, најавува виртуелни проекти и инвестиции, манипулира со граѓаните и им ветува решавање на нивните проблеми. Ако и тој и неговата влада ги создадува во изминативе 10 години. Во која улога и со чии пари го прави тоа Груевски? Со парите на ВМРО-ДПМНЕ или со парите на граѓаните? Откако до него не допре гласот на струмичани дека не сакаат барок во Струмица, без срам Груевски дојде на отварањето на новата барокна зграда на јавната администрација, чии што инвеститор е Министерството за финансии. По кој знае кој пат се појави на местото на стариот театар за уште еднаш да каже дека неговата изградба ќе биде готова до декември. Чии згради се тоа, господине Груевски? На ВМРО-ДПМНЕ? Со партиски пари ли се прават или со пари од даночните обврзници? Груевски многу сака со парите на граѓаните да се игра премиер. Но струмичани вчера му ја испратија вистинската порака. Груевски заминува во историјата. Го чека соочување со одговорноста за целокупниот криминал во изминативе 10 години. Неговите манипулации не поминуваат повеќе. Вчерашниот престој на Груевски во Струмица уште еднаш потврди дека тој и владата на ВМРО-ДПМНЕ се вистински манипулатори. Наводно пуштија нова барокна зграда, ако е во функција ќе биде дури по 2 месеци, затоа што сега таа зграда е празна. Барокниот стиропор на старата полициска зграда, која што чини 1,1 милион евра и кој што можеше да се реставрира со многу помалку пари, ја отсликува бледата копија од најкриминалниот проект во последниве 20 години во Македонија, Скопје 2014. Лажните и лицемерни ветувања на Никола Груевски, последиците од криминалните политики во изминативе 10 години уште еднаш потврдуваат дека на Македонија и се неопходни промени. Почитувани граѓани, меѓу првите работи што ќе ги направи новата одговорна влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз ќе биде одвојување на државата од партијата и департизирање на институциите. Ова е незапирлив процес. Доаѓаат промени за подобар живот и сигурна иднина на сите граѓани во Република Македонија, што ќе ги донесе нова, честна, транспарентна влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев. Почитувани, да не дозволиме ова зло никогаш повеќе да ни се повтори. Ви благодарам.